На денешен ден во 565 година починал римскиот византиски император Јустинијан I Велики, кој од 527 година се трудел да ја обнови Римската империја со седиште во Константинопол. Освоил делови од Северна Африка, Италија и Шпанија, наредил подготовка на Корпус Јурис Цивилис и ја изградил базиликата Света Софија. На овој датум во 1533 година шпанските освојувачи под команда на Франциско Пизаро го зазеле градот Куско, главниот град на империјата на инките на територијата на денешен Перу. На денешен ден во 1770 година шкотскиот истражувач Джеймс Брус го открил изворот на Синиот Нил во езерото Тана во северозападна Етиопија. На овој датум во 1840 година е роден францускиот сликар Клод Моне, еден од основачите на импресионизмот, по кој целиот сликарски тренд добил име. На денешен ден во 1889 година е роден индискиот државник Џавахарлал Нехру, прв премиер на независна Индија и водач на движењето на неврзаните. На овој датум во 1891 година е роден канадскиот физиолог Фредерик Грант Бантинг, кој со Чарлс Брест го изолирал инсулинот, зашто поделија Нобелова награда во медицина со Џон Меклеод. На денешен ден во 1910 година капетанот Јуџин Ели за прв пат полета од палубата на бродот Бирмингем, закотвен во Хемптон Роудс. На овој датум во 1918 година Томаш Масарик бил избран за прв председател на Чехословачка. На денешен ден во 1935 година е роден јорданскиот крал Хусеин, кој на 18 годишна возраст го наследил својот татко и во 1956 година го откажал британскиот договор од 1948 година. На овој датум во 1946 година починал шпанскиот композитор Мануел де Фала, кој ја вклучил андалузиската и кастилската народна музика во своето дело. На денешен ден во 1979 година земјотрес во провинцијата Хорасан, Иран, однел најмалку 385 животи. На денешен ден во 1984 година во Лос Анџелес бил уапсен хрватскиот воен злосторник Андрија Артуковиќ, кој бил екстрадиран во Југославија и осуден на смрт. На овој датум во 1988 година Палестинскиот национален совет ја прифатил резолуцијата 242 на Обединетите нации, признавајќи ја државата Израел и отфрлајќи го тероризмот. На денешен ден во 1994 година тропската бура Гордон убила најмалку 829 луѓе на Хаити.